Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта. Се гледаме. Почитувани гледачи, добро утро и ова утро. Сречен поздрав од студиото на радио Глас на надежта. Денеска сме понеделник, 26. септември 2022 година. Верувам дека сте добро и подготвени сте и за ова нова работна седмица. Полека навлеговме и во есента, така да верувам дека и потопло сме облечени ово утро, затоа што температурите се пониски за разлика од минатите седмици, кога ова лето беше навистина доста топло, жешко во нашата земја. Денеска осамна променливо облачно време, имаме температури од 3 до 12 утринските, а дневните ќе се искачат од 22 до 27. Значи, сепак, денските температури ќе ни бидат летни, би рекол, но како да е, на повисоките места, на некои делови во Македонија, во светот на планините, мислам, падна и првиот снег, но тоа е најава дека полека ќе имаме, значи, есен по-студена, а зимата ќе видиме како ќе биде. Значи, денеска температурата во распон во Македонија, најниската ќе биде од 3 степени, а највисока секако на утринската до 12, а дневните од 22 до 27 степени. Време е на приготвување на зимници, така да искористите ги овие топли дневни температури за правење на македонски ајвар. Иако цените се доста високи, се е поскапнато, но мислам дека се уште се исплаќа да се направи ајвар, бидејќи ако го купите во продавница под 200 денари не може да најдете убав квалитетен ајвар. Но како е да е, вие си го знаете вашиот домашен буџет и ќе се договорите што ќе правите. Но како е да е, се е поскапнето, луѓето нарекуваат светска криза, но ја прават самите луѓе таа криза, но нема сега да зборуваме за политика, бидејќи ова емисија е верска емисија, ние ќе зборуваме од аспект на Библијата. Значи, денеска е понеделник, поздрав до сите вас кои не следите и во овој 26. септември. Што се однесува до продноста на патиштата, значи, Автомотосојузот известува дека препорачува прилагодена брзина за движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и внимателно управување со возилата, особено на патиштата низ котлините, речните долини и клисури, каде има можност за појава на одрони. Ова посебно се однесува за делниците Катланово Велес, Маврово Дебар, Струга Виница, односно Виница Берово, Кочани, Делчево и така натаму. Почитувајте ја поставената патна и сообраќајни знаци, бидејќи казните се доста високи, почитувани гледачи, вие кои возите тоа сте го искусили, затоа бидете внимателни, дури можете возачката да ја изгубите, затоа што има чести контроли по патиштата на нашата земја. Што се однесува до граничните премини, според камерите кои овде ги имам, значи, продноста е нормална, нема никакви забрани за влез и за излез во нашата земја. Тука и таму се појава по некој автомобил, што е нормално, има луѓе кои патуваат службено или автобуси кои патуваат, но како е да е, ако планирате, значи мора да имате зелен картон за да ја напуштите нашата земја. Мислам за вие кои возите, а вие кои патувате со автобус, доволно ви е и лична карта за влез во соседна Србија, во Албанија, а во останатите држави, мислам дека е потребен и пасош, виза. Никаде не барат сега, доволно е да имаме, значи, важечки пасош за излез
од нашата земја. Што се однесува до останатите информации, воздухот во Тиквишијата е чист. Нема увезрачење, е нормално, бидејќи сега летото помина, нема такви горештини и увезрачењето е нормално. И воздухот за сега се уште е чист. Полека се палат ќумбињата или печките, бидејќи ова година огревот е доста скап, а да не зборам за пелетите, струјата исто така до плафон отишла, меѓутоа кој како ќе се снајде, секако повеќе луѓето ќе користат дрвна маса или некои други средства за загревање, но за сега воздухот е релативно чист во Тиквишијата. Така да излезете, дишете чист воздух и се уште дневните температури се високи. Еве, почитувани гледачи, на почетокот да ве поздравиме со една убава христијанска песна. Silom zatre nas, Bog čuje slav naš glas i ide nam u pomoć. Ne vredi ništa ljudska moć, kad đavo na nas krene, al tada sam Bog sklanja nas u zaklon večne stene. U pomoć stiže nam naš Gospod Isus sam, istupa s njim u boj, jer čuva narod svoj i vodi ga u slavu. Ne bojimo se zverite, pod senkom Božih krila, jer Božja reč je naša moć i pesma nam je sila. Knestame sveta to, zna ko je pravi Bog, izbeži on od nas, kad čuje pesme glas, jer Isus je sa nama. После ова убава песна се враќаме повторно во живо во нашата програма, почитувани гледачи. Денешната програма, како и вообичаено, значи ќе имаме сега одбрани библиски текстови, ќе ги прочитаме, потоа ќе имаме информации од светот, односно од странство или од нашата земја, ќе имаме еден снимен материјал, разговор во студиото, потоа ќе имаме кратка тема, реклама на нова книга и реклама за нашата дописна електронска библиска школа. Одиме сега да го прочитаме 6-тиот псалом. Прекрасни текстови напишани од раката на царот Давида. Молитва за Божја помош во неволи. Господе, не прекорувај ме кога се лутиш и не казнувај ме кога се срдиш. Имај милост кон мене, Господе, бидејќи сум премален, излечи ме, Господе, зашто ми се тресат колената. Душата ми е длабока потресена, а до кога, Господе, до кога? Дојди, Господе, избави ме. Поради Твојата верна љубов спаси ме, зашто во смртта нема спомен за Тебе, кој те слави во светот на мртвите, се прашува Давид. Премалев од стенкање, по цела ног липам, леглото си го преплавувам, постелата со солзи си ја натопувам. Очите ми пресушија од јадови, ми свена од многобројните душмани.
Trgnete mi se od pred oči, site vije zlodejci. Go ču Gospod moj od plač. Go ču Gospod moj od povik za milost. Ja primi Gospod moja ta molitva. Site moji dušmani ke se zasramat i ke se vđašat, nenadejno poniženi ke odstapat. Ili to bija zborovite napišeni vo 6. od psalom od carot David. Istina, ova molitva je za Božja pomoć vo nevolji. A koji od nas ne se navoga vo nevolja u svoj život? Svi ne najduvаме na problemi, na nevolji. Убаво да ја користиме молитвата, почитувани гледачи. Преко молитвата искажуваме и нашата радост, но и нашите таги, и нашите потреби. Овде Давид вели, имај милост кон мене, Господе, бидејќи сум премален. Излечи ме, Господи, зашто ми се тресаат нозете. А во друг превод вели, коските. Душата ми е длабоко потресена. И до кога, Господе, до кога ќе чекаш? Дојди, Господи, избави ме, поради Твојата верна љубов спаси ме, зашто во смртта нема спомен за Тебе. Кој те слави во светот на мртвите, се прашува Давид. Иако, на жалост, денеска има луѓе кои веруваат дека мртвите го слават Бога горе на небото, односно душите на умрените. Библијата не познава таква наука, почитувани. Тоа е од паганизмот навлегло во христијанството. Мртвите не го славаат Господа. Тие почиваат, спијат во своите смртни постели во гробовите. Нивното тело се распаѓа, а таа животна искра се наоѓа кај Бога, но во несвесна состојба. Душите не се свесни горе на небото и да го слават Бога во рајот, а некои да се мачат во пеколот. Не постои денеска рај или пекол. Сите починати одат земја. И таму се одмараат до оној ден, како што вели Јов, кога ќе ме повикаш и јас ќе ти се одзвијам. Да, во тој ден, на часот на воскресението, кога ќе дојде Исус повтор пат и мртвите во Христа кои заспале, вели Библијата, ќе воскресат најпрвин во бесмртно ново тело, а останатите после 1000 години ќе воскреснат, но во истото тоа тело како што и биле погребани, за да примат суд, да примат казна, а не награда. И затоа Давид на крајот завршува: сите мои душмани ќе се засрамат и ќе се вđašат, ненадејно понижени ќе отстапат. Да, почитувани, Бог го чува својот народ. Да, сите ние живееме на ова земја грешна. Сите ние живееме на ова планета и сите сме ни не гре исто сонце, сите сме бомбардирани со добри и со лоши работи. Но надежта на христијаните е таа која им дава полет, им дава сила да издржат и во овој грешен свет, зашто се надеват на еден подобар свет, како што вели апостол Павле, односно и апостол Јован во Откровението, каде што Бог приготова нова земја кај што ќе нема солзи, ќе нема болести и ќе нема смрт. За таква земја верувам дека и вие копнеете, почитувани гледачи. Нека и овој ден кој е пред нас Господа не води и да не чува и да не благослови. Одиме сега повторно со песна. Благодарност, то љубов има вечна. Добар е тој кладена се, то љубов има вечна. Запеј, самотна рјака тој не избави, то љубов има вечна. И живот нов тој ни подари.
naručio Bog blagodarnost, to ljubav ima večna. Dobar je to i hlade na se, to ljubav ima večna. Zapej, samotna raka to ne izbavi, to ljubav ima večna. I život mog to ni podari, to ljubav ima večna. Zapej, 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 zapej. Da večno Bog je veren, da večno silen ne, da večno to je sonac, da večno Bog je veren, da večno silen ne, da večno to je sonac, da večno, da večno, da večno, da večno, da večno, da večno. Почнох гледачи денеска во рамките на новостите или информациите од земјата или странство ќе зборува малку за настаните кои се случија летоска за оние големи поплави во Пакистан. Верувам се уште ви се свежи овие сцени што ги гледавме на телевизија и на интернет, каде што илјадници луѓе беа поплавени, илјадници домови. Тука се вклучи една хуманитарна организација по име АДРА. Тоа е адвентистичка добротворна служба која постои во целиот свет, па и во Македонија постои. Значи, Адвентистичката агенција за развој и помош ги засилува напорите за етни случаеви за да им помогне на повеќе од 33 милиони луѓе погодени од монсунските дождови во Пакистан. Додека ја зборувам, ќе може да видите неколку фотографии, да и визуелно се пренесеме во тој дел на светот, каде што навистина беше катаклизмичко, многу страшно, како потопот, невидените обилни сезонски врнежи и последователни поплави убиле повеќе од 1000 жители. Вклучително и деца. Раселени беа милиони луѓе во регионите Синд, Балучистан и Кајбер Пахтанухва. АДРА Интернационал е посветена да му помогне на народот во Пакистан во ова време на тешкотија. Пустошите предизвикани од големите поплави се полоши од претходните години. Иако и во претходните години во тој дел на Пакистан се случувале такви монсунски дождови, меѓутоа тоа били со локален карактер. А ова беше навистина многу страшно, гледајќи ги информациите на телевизија. Нашите тимови за одговор при итни случаи се веќе на терен и вршат проценки на потребите за да осигурат да бидат сигурни дека раселените семејства се безбедни и имаат витални резерви, рече Марио Оливиера, директор на управување за итни случаеви на АДРА Интернационал. АДРА мобилизира и веќе обезбедува пакети со храна и други резерви за да им помогне на ранливите жени, деца и стари лица. Површинските поплави уништија патишта, мостови, згради и над 600.000 станови, оставајќи најмалку 30 милиони луѓе без засолниште, газ или струја. Ова одговара на 15% од целокупното население кој живее на отворено на автопати, по високи земјишта или урнатини од врвот на домот. Значи, луѓето се качува на зградите, се качува на урнатите куќи горе на врвот за да се спасат од големите налети на вода или на поплави. Пристапот до виталните здравствени услуги исто така загрижувачки, бидејќи повеќе од 800 медицински установи се нарушени или срушени, а појавата на болести станува се поверојатна.
Adra Soroботова со Адвентистичката црква, односно болница во Карачи, која веќе има воспоставено мобилна медицинска клиника во регионот за да обезбеди пристап на заедниците до медицинската нега. Постои зголемен ризик од тифус, дизентерија, треска, маларија, а секако и актуелниот COVID-19, кога има обилни врнежи од дожд и оштетена санитарна инфраструктура, па затоа е од клучно значење да се обезбедат основни здравствени услуги за населението погодено од поплави, вели Хосу Орелана, Адра директор интернационал, исто така еден од директорите на Адра Интернационал. Адра е меѓу водечките меѓународни организации, хуманитарни секако, кои реагира на пакистанските поплави. Адра Австралија прифеќа донации за подршка на оние кои беа најмногу погодени од катастрофата. За да дознаете повеќе за активностите на Адра, овде имаме сајт кај што тие редовно известуваат и го публикуваат она што се случува со повици на добротворни други организации да донираат средства и храна за потребите во овој случај за жителите во Пакистан. Секако ние можеби не можеме сега да им помогнеме материјално, но како е да може се молиме за тамошните луѓе да навистина им даде Бог сила и храброст да издржат. Ете Адра, која е најблиско, и Австралија е близко до Пакистан, собира значи добротворни средства во храна, во алишта, во лекови секако да им помогнат на овие жители. Еве, тоа беше информацијата за настаните од летоска за големите поплави во Пакистан. Продолжуваме со песна. Почитувани гледачи, денес имам прилика да разговарам со Драгослав Методиев од Неготино, кој всушност и одговорен за христијанскиот извиднички летен камп кој се одржа ова лето од 6 до 10 јули 2022 година. Ке го запрашаме која беше целта на организирање на овој извиднички камп на наши деца од Република Македонија. Така да во наредните минути ќе поразговараме токму да и вие бидете информирани што се случуваше ова лето.
Добро, Драгослав, кажи ни кога се одржуваше тој летен камп за нашите деца? Летниот камп оваа година, после подолга пауза, поради, знаеме ситуацијата со короната, што бевме малку спречени да организираме активности такви. А оваа година од 6 до 10 јули. И ја организиравме во општина Пехчево, блиску до општината Пехчево има едно село Негрово и таму има еден едукативен центар за чување на природата. Така, тоа е природа, борова шума, Па да, има на некои места и борова шума, така убаво место, природно, високо, со надморска височина, чист воздух. И ние бевме сместени во шатори во дворот на тој едукативниот центар. Така. Колку деца имаше собрано и кој возраст ги опфаќа тој летен камп? Дали можете по-возраст или има некоја граница? Па ние извидниците се обично почнуваат од децата кога може самостојно да си ги извршуваат нивните секојдневни потреби. Затоа што има време за појадок, за ручек, вечера, да сами да си земат храна, да си одат, да си измијат заби, да се средат, да си одат во тоалет, сами да не мора некој да оди по нив, така да од прилика границите од 8 па до 17-18 години. Така, значи да бидат самостојни, да може Да. да не ги барат родителите. Добро, ајде опиши ни еден ден активностите на децата, како изгледало, за да можат тете гледачите и мајките утре да се одлучат и тие да ги испратат на такви настани. Па прво да кажам најважно е дека станување и легнувањето, тоа е Така. најважно за нас извидниците. Станувањето во 7 час наутро, а легнување во 10. Затоа што има разни активности, мора да се одморат Така. децата. Така да станувањето е во 7 и потоа имаме децата треба да си одат до тоалет, да си измијат заби, да се средат, да си го средат шаторот внатре што спиеле преку ноќта, тоа мора да се среди. Потоа имаме утрински вежби, пееме химната, додека се таму тие што не ја знаат, се учи и химната на секој камп, на кампот, извидничката химна, и потоа додека се пее химната се крева знамето и после се продолжуваат со активности како појадок, утрински богослужби и размислување од Библијата. Имаме разни активности, игри, потоа разни декупажи, такви работилници, разни креативни работилници. Дали така. децата учеа извиднички вештини, например врзување чворови, ориентација, прошетка, сте имали такви сигурно? Да, тие се составен дел од тие активностите, каде што има одредено време во текот на денот, каде што се учат, има разни видови на чворови, ние почнуваме полека, по неколку така учиме, затоа што тоа е многу корисно и за понатаму че им требаат на децата за Така. разни работи. Вие бевте екипа возрастни како учители, имавте тим. Да, И секој си имаше свој дел во активностите. Да, бевме четворица таму во тимот и имаше па околу 20 на деца. Така. Значи, децата беа во групи поделени таму, мали, поголеми, средни, или сите заедно ја слушаа наставата? Бидејќи сте биле 20-тина, релативно една мала група. Да, не, сите бевме заедно и сите на тие работилниците кога се прават тие работилници, кога се прават вежбите. Така. Сега кога има тие спортски активности, малку се развојува децата. Дали некој ве посети од општината, бидејќи тоа е специализирано место кај што едуцираат се младите, доаѓаат сигурно и други групи од Македонија на деца. Да, бевме многу добро примени пред да дојдеме во тој центарот. Бевме во општината, се сретнавме со градоначалникот и многу добро градоначалникот не прими, ни испадна во сосред. Тие издаваат и нивни шатори таму, тој дури ни ги даде шаторите бесплатно за ние да ги користиме. И дојде во сабота ден, поручек, дојде градоначалникот и подари на децата сокче, круасани, Така. такви работи. Како ве послужи времето? Имавте ли прошетка и во природа? Бидејќи летото беше релативно топло, ама фати и малци некои дождови имаше во некои денови. Да. За тие 5 дена што бевме таму, времето беше добро, супер беше, само
Една ден беше малко така, почна да върне, но тоа е баш добро, затоа што има некои деца кои што беа прв пат во шатори, тоа беше добро искуство за нив. Некој доживување Малко после. да почне. Не беше силен дожд, Така. тоа е добро, што не беше силен дожд, беше малку, но да видат како е. Кажи ни за учеството финансиски. Како се движеше, бидејќи може родителите во иднина ќе прашуваат колку треба да одвојат за да на лето повторно кога се организира да ги пуштат своите деца. Па финансиски тоа сето зависи од местото каде ќе видиме каде се наоѓа, но ова нашето христијанскиот извиднички сојуз, голем дел, половина и повеќе скоро, голем дел е спонзорирано од Адвентистичката црква. Христијанската Адвентистичка црква, таа ни е главниот спонзор, така да родителите и децата плаќаат една мала сума. Значи минимално, може Минимално. да го поднесат како родители. Да. Добро, кажи ни, бидејќи ти си водач на овој христијански извинички сојуз на Република Македонија, дали планирате во иднина, следната година нешто слично да организирате? Па да, се планира и тоа е уште сега нешто планираме, гледаме некои локации, така да следната година секако ќе има, но следната година е многу интересно што ние сме заедно на една глобална организација Так. која што се вика Pathfinderi. Тоа го гледам овде на твоето кошол, има знака овде, Да, Pathfinderi. да, над нашето македонското знаме, Да. не знам. Тоа е знаем. меѓународен амблем, да кажеме, ги обединува сите сојузи. Да, и ние сме дел од тој сојуз, од тие меѓународен светски сојуз, Pathfinderi. И оваа година Pathfinderите на едно светско ниво ќе има камп, летен камп во Шопрон, тоа е во Унгарија. Така. И тоа е добро што е многу блиску до нас, до Македонија, Унгарија. Претходно беа на разни места, Холандија, Подалеку од Финска, Македонија. подалеку. Но овој пат ќе биде во Унгарија, тоа е многу добро, така што еве уште сега се спремаме тие што сме нашите извидниците, му кажуваме да си спремаат полека. Така. Значи, драги родители, планирајте вашите деца кои секако би можеле да се вклучат и да патуваат за Унгарија, тоа ќе биде убаво доживување. Добро, Драгослав, кажи ни еве при крајот на овој разговор една порака до родителите. Зошто е битно да децата ги пуштат на такви настани? Не само физички што тие ќе растат, него и духовно. Бидејќи имавте таму, нели, како што рече, и духовни предавања. Да Светување. имаме секојаш духовни предавања и тоа е секојаш во склоп со логото на кампот. Оваа година беше создадени да служиме. Така. И сакам еве да упатам повик еве до родителите, слободно да ги запишат своите деца во извидниците, затоа што тоа е едно како децата се отргнат од овие електронските уреди, лаптопови, телефони, мобилни, да се отргнат, да бидат малку во природа, но при тоа и се учат и разни вештини, животни вештини, што ќе им требаат во животот, но и на едно духовно поле децата се учат да бидат дружелюбиви, толерантни, да се почитуваат едни со други, да си помагаат, да се сакаат, што ја мислам дека малку е реткост во ова Така. време. Мислам дека и во локалните цркви треба да се приклучат децата, така? Да. Кај што имат, како ги викаат тие разни подгрупи. Одреди. Одреди, така. Да. Тие одреди, тука ги стекнуваат првите тие соучувања на дружења, а потоа на ниво на Македонија. Убаво кажано, така да, еве, ти благодарам што беше дел од нашата утринска емисија и со ова порака, што ја упати до родителите да планираат, бидејќи децата се многу копирани со тие световни, како што рече, мобилни телефони, интернети, таму да бидат. А има ли децата таму интернет? Односно мобилни? Па Како тоа го спровувавте? тоа мобилните уште кога се доаѓа, секој, како да кажеме дека секој камп си има своји правила. Така. Да, пошто ние сме извидници, имаме време и за мобилни, но тоа е одредено време во текот на Така денот, треба, кога децата, тоа е 1 час, час и пол, може да бидат на своите телефони, да се слушнат со родителите, да кажат како е, што е, да се пофалат, да се поплачат, Да се сликат, да се сликат, да, имаме одредено време, но тоа е само одредено време, тој период, кај што може да си ги земат мобилните, а
потоа се продолжуваме, се враќаат назад и се продолжуваме со активностите. Так, убаво, децата малци да бидат ослободени, бидејќи се премногу окупирани постојно со тие, не само децата, туку и по-возрастните. Добро ти благодарам уште еднаш за учество во нашата утринска програма. Почитувани гледачи, уште малку ќе се задржиме на овој настан, ќе оди едно клипче, односно снимен материјал, визуелен, да видиме како се одвива настаните, односно што се случуваше на овој изведнички камп. Ако не си ја чуваме природата, не се чуваме ни самите нас, пошто ние сме дел од природата. Ако исчезне природата, и ние исчезнуваме. Почитувани гледачи, продолжуваме со кратката тема за ова наша утринска програма. Веќе неколку емисии наназад зборуваме за побожните водачи, како тие изгледат, односно за особините на побожните водачи. Денеска ќе зборуваме дека побожните водачи често се млади. Јас знам дека Исус Навин бил стар, некаде околу 80 години, но многу од неговите водачи биле млади луѓе. Дали знаевте дека луѓето на кои Бог им дозволил да го освојат Ханан, сушност биле млади луѓе? Знаеме дека татковците, дедовците починале во пустината и тие не влегле во ветената земја, туку нивните внуци, нивните синови. Се сеќавате дека генерацијата пред нив, нивните родители и баби и дедовци одбиле да веруваат во Бога и не сакале да ја освојат земјата. Поради тоа биле испратени во пустината да умрат. Со други зборови, младата генерација која се појавила во времето на Исус Навин ја довршиле работата. Ако ова не е јасен повик до младите адвентисти ширум светот да се вклучат во објавувањето на Евангелието, тогаш јас не знам што е. Дали некогаш сте забележили дека во Псалмот 127:4 се опишани младите луѓе како стрела во раката на воинот? Со други зборови, тие не се дизајнирани да гнијат во кориците, туку се направени со цел да летаат во центарот и тоа без страф, на територијата на непријателот. Ако ме прашувате што е тоа што еден водач го прави успешен, јас би рекол дека не е во прашање бројот на стрелите кои седаат во време на програмата, службата или некои настани во црквата, туку колкав е бројот на испратените, правилно обучени во полињата на жетва да го опустошат царството на темнината и да го изградат Божето царство. Замислете си само кога Исус ќе се врати и кога ќе заврши големата борба. Дали сакате Бог да ве затекне со футрола полна со стрели или со празна футрола? Еден автор рекол вака: не е во прашање бројот на седиштата, туку бројот на испраќања кои те прават ефективен млад водач, водач на изведниците, водач на саботната школа, водач на младинското богослужение, оделение или така натаму. Насекаде во светот треба да лансираме млади луѓе во мисија преку проектите како што се мисија на Халев, 1000 мисионерски движења и 1 година во мисија. Јас лично верувам дека прозорецот 10
40 mora da stane del од нашата црква, бидејќи повеќето луѓе кои живеат во тој дел од светот никогаш не слушнале за Евангелието. Исто така, сметам дека Исус во Матеј 24:14 ветил дека ќе се врати тогаш кога на целиот свет ќе му се објави Евангелието. Значи, прозорецот 10:40 може да стои меѓу вас, меѓу нас и второто Христово доаѓање. Еве, тоа беше кратката тема, почитувани гледачи. Денеска зборувавме за младите кои се претежно, за водачите кои се претежно млади. Секако Бог може да повика и постар, повозрастен човек, но сепак младите имаат сила, имаат здравје, имаат полет, имаат елан. Секако треба да се посоветуваат и со постарите, па кои имаат искуство. Но како е да е, денеска на ова црква, на црквата на адвентистите на 7-миот ден и во Македонија, и во светот, потребни ми се млади водачи, кои се подготвени да се жртвуваат за големиот Бог. Видовме дека Исус Навин бил во средни години, но останатите млади кои ја населиле хананската земја прилично биле млади луѓе. Затоа нека Господ ги благослови нашите млади, нека им даде силна вера и упорност и нека се стават на страната на Господа. Одиме со песна. Moj Isus, moj Gospod, niko nije kao ti. Kroz dane sve slavit ću ja ta čuda tvoje ljubavi. Moj zaklon, moj branič, snaga i uteha si. Svaki moj dan, sve što sam ja, nek te obožava. Zemlja sva neka sad Gospodu kliče, daje mu slavu i silu i čast. Pesma se čuje i hvala diže pred tvojim imenom. Radosno pevamo delima tvojim, zauvek tvoj sam i molim te ja. Najveće blago na svetu si meni ti. Moj Isus, moj Gospod, niko nije kao ti. Kroz dane sve slavit ću ja ta čuda tvoje ljubavi. Moj zaklon, moj brani, snaga i uteha si. Svaki moj dan, sve što sam ja, nek te obožavam. Zemlja sva neka sad Gospodu kliče, daje mu slavu i silu i čast. Pesma se čuje i hvala diže pred tvojim imenom. Radosno pevamo delima tvojim, zauvek tvoj sam i molim
Najveće blago na svetu si meni, najveće blago na svetu si meni. После ова песна, повторно сме во живо, ја следите програмата, почитувани гледачи на радио Гласна надежда. Утринска програма која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Во рубриката Нови книги денеска сакам да ви ја рекламирам и да ви ја покажам Библијата. Кој зна по кој пат ви ја нудиме Библијата или Свето писмо бесплатно. Значи сите вие кои сакате да имате во ваша собственост, во вашите библиотеки Библија или Свето писмо, слободно пишете ни, а ние ќе ви ја испратиме на ваша домашна адреса. Ако знаете некој ваш пријател, некој ваш сосед кој нема Библија, а сакате да му ја подарите, еве например за некој празник, верски празник, еве сега ќе дојде Божик, например, или за некој друг верски празник, слободно пишете ни, а ние ќе ви подариме бесплатно Свето писмо или Библија на македонски јазик. Доволно е да се јавите во нашата редакција или да ни пишете на нашиот телефон или на нашата страница, а ние ќе ви подариме бесплатно Свето писмо. Доколку сакате да изучувате Библијата по дописен пат, еве, погледнете рекламата на Дописата библиска школа, bibliјatazborova.mk. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве полека дојдовме до крајот и на оваа наша понеделничка емисија Добро утро. Би сакал да на крајот ве поздравам сите вас кои ја следевте нашата емисија и ви закажувам нова средба, ако Бог даде живот и здравје, ќе се видиме повторно во петок во исто време во 9 часот. Ви посакувам благословена седмица, бидете вредни, работете, а Господ ќе ви даде секако и благослов во тие ваши активности. Секој добро и се гледаме повторно во петок. Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Гласна надежда. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Гласна надежда. Се гледаме.